Благодарам. Јас би сакала да се обратам на делот на дискусијата на колегата Шилегов. Секако дека како пратеник од Бутел, навистина би сакала да слушам и конструктивни предлози од сите граѓани, па и од моите колеги, кои што живеат во Бутел и кои што се интересираат за иднината на Бутел, но не смееме да го маргинализираме тоа што е направено, а не би сакала воопшто да се навраќам на минатото и да ги подсетувам и граѓаните и да се подсетувам и самата себе си ништо се поминало во периодот кога навистина Бутел беше една типична, да речам, повеќе рурална средина отколку урбана, иако колегата сега спомна два пати, еднаш кажа дека е најурбана, а па потоа кажа дека не е најурбана. Секако дека треба да имаме еден конзистентен однос кон состојбите во Бутел. Јас живеам таму и сум ги почувствувала сите благодети и како човек кој што бил вклучен во процесот на реализацијата на одредени проекти, но и како некој кој што сега е заинтересиран за да ги сослуша проблемите и потребите на сите граѓани. Значи, како пратеник, постојано сум во контакт со луѓето од Љуботен, Љубанци, Визбегово, од селото Радишани, од местото каде што колегата го спомна, гај реката Серава. Значи, има еден дел од Кучевишка бара кој што припаѓа на општина Бутел, за кој што имам информации од локалната самоуправа во однос на чистењето на реката Серава, дека секоја година редовно се чисти течението на реката Серава. Значи, зборувам за делот кој што припаѓа на општина Бутел, бидејќи дел од Кучевишка бара, поголемиот дел припаѓа на општината Чучер-Сандево. Но секако дека тие се наши граѓани, ние не смееме да ги двоиме дали се од припадници на една или на друга општина, сите живеат и го споделуваат заедничката судбина, но јас како пратеник во мојата канцеларија сум примила бројни жители кои што не само да се сослушани и така да сме заминале, туку и сме ги посетиле, постојано сме и на терен со граѓаните и ги посетуваме и оние реализирани проекти кои што во изминатиот период ги реализирала владата на Република Македонија во соработка со локалната самоуправа, но и она што останува како предизвик и како приоритет, секако дека е преточено од наша страна како барање до соодветните институции и сите тие нивни барања на граѓаните си го нашле своето место и во овој буџет кој што е планиран на основа на реални потреби и можности. Се разбира дека еве сега јас да станам популарна и на вистина да биде поинтересно, можам да кажам некои суми кои треба да се упатат од буџетот на Република Македонија во Бутел, но свесна дека буџетот е планиран на основа на можностите и дел од буџетот е планиран, нели, и дека постојат и други извори на средства со кои што ќе се реализираат одредени барања на нашите граѓани, секако дека и понатаму продолжуваме во насока на поддршка на нивните барања и на вистинските потреби, бидејќи и јас лично живеам таму во општина Бутел, но и ја чувствувам силната одговорност да ги пренесувам редовно нивните барања до соодветните институции. Уште нешто сакам да напоменам во однос на маргинализирањето на вложувањата во образованието. Мислам дека не е во ред. Знаеме какво, еве јас бев раководител на училиштето Живко Брајковски и најдов на училиште во кое што навистина со чадори се седеше во училниците кога ќе имаше настава, но денеска е едно од најмодерните училишта во Република Македонија, каде што учат ученици од повеќе етнички заедници и кое што е бренд и пример за меѓуетничката интеграција во Република Македонија, зашто и имаме и благодарница од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Но тие убавите работи можеби потешко патуваат, повеќе некои непопуларни информации можат повеќе да се прошират. За жал така, еве таков ни е можеби менталитетот, но јас еве искористив приликата дека не можеме да го потценуваме тоа што било вложување
вложувано и во другите основни училишта во однос на реконструкција, која што значи реконструкција на санитарни јазли, која што е од исклучителна важност и може да се увери секој од граѓаните знаат што се е направено. Јас не сакам да бидам адвокат на локалната самоуправа или на било кого, но фактичката состојба и она што е реализирано на вистина и што може да се почувствува. Тоа не значи дека тука треба да се запре. Значи јас кажав дека моите согледувања како пратеник ги имам упатено и дека голем дел од тие согледувања во однос на и населеното место Визбегово ќе го спомнам, ќе ги спомнам и населеното место Ферит Бајрам, Скопје Север, значи сите населени места каде што има потреба од дополнителни вложувања се дел од она што значи на тамошна реализација со поддршка од буџетот, но и барање на средства од донатори кои што и од сопствените средства на локалната самоуправа. Јас само сакам да набројам неколку од реализираните активности кои што молам. Значи, нема проблем. Јас имам право да си го кажам своето мислење, бидејќи вие сакате да... Колеги, не довикувате од место. На еден навистина начин кој што не ни доликува како пратеници, мислам дека треба да се сослушаме. Јас го слушав колегата Ширегов со внимание и го почитувам неговиот интерес за општина Бутел. И навистина не би сакала ниту да дофрлам, ниту да повредувам некој кој што мисли поинаку различно од мене. Тоа, впрочем, не ни доликува, нас не гледа целата јавност и треба сите да учат како треба да комуницираат и да бидеме толерантни на различност во мислење и искажување. Може би вие не се согласувате со моето размислување, но би требало да ме удостоите со внимание, а не со дофрлување и непријатни информации. Значи, она што го имам како информација е реализирање на активности околу улицата Ферит Бајрам, стојалиште за автобуси на последна 19-ка, санација на тротоари на улица Радишанска во должина од 680 метри, потоа улица Александар Урдаревски, кружен тек на улица Бутелска, Боца Иванова, атмосферска канализација на улица Александар Урдаревски, улица Цетинска, во село Љуботен дел, изградба на кружен тек на улица Лазо Трповски и втора македонска бригада, резервоарна за вода во дел од Кучевишка бара, фекална канализација во дел од село Љуботен, село Љубанци, реконструкција на улицата Радишанска, прва и втора фаза асфалтирање плюс атмосферска и фекална канализација. Значи, тоа се дел од проектите и реконструирањето на сите основни училишта, потоа имаме реконструирање на сите градинки, односно една градинка која што има повеќе клонови, но во тек е изградба на нова градинка во Радишани, која што ќе значи и опфаќање на нашите деца кои што треба да си го најдат своето место во тој дел од нивните потреби. Јас не велам дека тука треба да заврши, напротив, како пратеник многу жестоко се интересирам и постојано сум во комуникација и со нашата локална самоуправа и со соодветните министерства и понатаму ќе продолжам да се интересирам бидејќи приоритетите на граѓаните се и мои приоритети и приоритети на владата на Република Македонија. Благодарам.